Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, добре дојдовте во епизодата во која ќе го обработуваме Псалм 23, кој важи за една од најпознатите песни во Светото Писмо. На почетокот од епизодата сакам да повторам нешто што кажав на крајот од претходната, имено дека Псалм 23 не би имал многу смисла без Псалм 22. Со тоа, сакам исто така да кажам дека псалмите 22 до 24 се еден вид на триологија кои се однесуваат на Господовата грижа. Например, во Псалм 22 читавме стихови кои се однесуваат на Господ Исус Христос и моментите кога Тој го положи својот живот за наше спасение. Во Евангелие според Јован, глава 10, стих 11, тој вели: Јас сум добриот пастир. Добриот пастир го дава својот живот за овците. Сега, во Псалм 23, ќе читаме за Господ како пастир. Оној пастир за кого израелскиот народ зборуваше во Стариот Завет е всушност Господ Исус Христос. Во послание до евреите, глава 13, стихови 20 и 21, читаме: А Бог на мирот, кој преку крвта на вечниот завет го воздигна од мртвите големиот пастир на овците, нашиот Господ Исус Христос, нека ви усоврши во секое добро дело, за да ја исполните неговата волја, вршејќи го во вас она што му е нему благоугодно, преку Исус Христос, нему слава во вечни векови. Амин. Големиот пастир за кој читаме во посланието до евреите е всушност пастирот за кој Давид пишува во Псалм 23. Потоа, во Псалм 24 ни е представен како цар кој доаѓа да го воспостави своето владење и да ги благослови оние кои се надеваат на него. Значи, во Псалм 22 читаме за крстот, во Псалм 23 за неговиот жезол, а во Псалм 24 за круната на царот. Во Псалм 22 е спасител, во Псалм 23 е оној кој ги исполнува сите наши потреби, а во Псалм 24 е суверен владетел. Во Псалм 22 тој умира, во Псалм 23 тој е жив, а во Псалм 24 е некој кој доаѓа. Псалм 22 зборува за минатото, Псалм 23 за сегашноста, а Псалм 24 за иднината. Во Псалм 22 тој го дава својот живот за овците. Во Псалм 23 им ја дава својата љубов на овците, а во Псалм 24 ја дава својата светлина. Така што станува збор за три навистина прекрасни песни, кои ги благословиле душите на многумина низ историјата. Сега е време да почнеме со обработка на Псалм 23, за кој сум убеден дека е најпознатиот псалм во целото Свето Писмо. Ниту еден друг текст од Писмото не е толку широко распространет како овој. Него го знаат и евреите и христијаните. Овој текст исто така бил инспирација за многу уметнички дела низ историјата. Некој рекол: не е важно колку многу зборува човек, важно е што кажува со тоа што го зборува. Верувам дека тоа е вистина и е правило кое може да се види и преку Псалм 23. Овој псалм е релативно краток, има само 6 стихови и ако земете да го читате, верувам дека ќе ви бидат потребни околу 40 до 50 секунди. Во него нема некој филозофски речник, но сепак станува збор за песна во која има важни и длабоки теолошки изјави, кои се однесуваат на начинот на кој Господ се грижи за оние кои се надеваат на него. Псалмот е едноставен, но сепак длабок. Има две нешта кои треба да ги знаеме за оваа песна пред да почнеме да ја читаме. Сите се согласни дека Давид е авторот на овој псалм, но прашањето е дали го напишал кога бил младо момче или возрасен цар. Одговорот на ова прашање е важен. Доктор Френк Морган го нарекол овој псалм песната на стариот пастир. Ми се допаѓа тој опис и се согласувам со него. Сметам дека Давид ја напишал оваа песна кога бил возрасен.
Ова не се зборови на младо и незрело момче, туку зборови на човек кој има големо животно искуство зад себе. Кога Давид дошол некаде пред крајот на својот живот, погледнал наназад на сите искуства и ситуации на кои можел да се сети на Господовата грижа и го напишал Псалм 23. Истовремено, тој сигурно се сетил на деновите кога работел како овчар и црпел инспирација и од тоа искуство. Тој беше човек кој мина низ сито и решето. Станува збор за човек кој беше искусен воин и цар, и некој кој искуси прогонство од луѓе кои му беа блиски во животот. Не му беа непознати страдањата, болките и неволите, но гупати беше испитуван, затоа можеме да кажеме дека Давид не зборува од теоретско, туку од искуствено познавање. Пред да почнеме со читање на псалмот, сакам да напоменам дека ова не е псалм со кој секој може да се поистовети. Само оние кои живеат во реалноста на Псалм 22 и 24 можат да кажат дека Псалм 23 е текст кој наоѓа примена во нивните животи. Односно, мора да го познавате Господ во контекст на Псалм 22 и 24, за да можете да го спознаете во контекстот на Псалм 23. Мислам дека е време да почнеме со читање и обработка на псалмот. Истиот го поделив на 3 дела. Првите 2 стихови се однесуваат на душата на авторот и како Господ се грижи за неа. Потоа, во следните 2 стихови читаме за неговите мисли, а последните 2 стихови се однесуваат на неговата радост и надеж. Ке почнеме со читање. Стихови 1 и 2. Господ е пастир мој, ништо нема да ми недостасува, тој ме одмара на зелени пасишта. Првиот стих е изјава на верата, но исто така ни се дадени и последиците од таа изјава. Давид вели дека Господ е неговиот пастир и поради тоа ништо нема да му недостасува. Секој може со уста да исповеда дека Господ е негов пастир, но дали навистина го мислиме тоа и дали тоа е реалност за нашите животи? Од денешна перспектива, да се каже Господ е пастир мој, значи да се каже јас го следам Господ Исус Христос, распнатиот и воскреснатиот. Давид не рече Господ ќе биде мој пастир, туку Господ е мој пастир. Во Евангелие според Јован, глава 10, фарисеите и религиозните водачи доаѓаат кај Господ Исус и вербално го напаѓаат за тоа што го поучува. Како резултат на тоа, Господ Исус им вели: вие не верувате бидејќи не сте мои овци. Моите овци го слушаат мојот глас, ги познавам и ме следат, а јас им давам вечен живот. Како можеме да знаеме дали Господ е наш пастир? Многу лесно. Ако го слушаме, препознаваме и следиме неговиот глас, можеме да бидеме сигурни дека тој е наш пастир. Давид не вели ништо не ми недостасуваше, туку ништо нема да ми недостасува. Ова подразбира се што ни е потребно во животот. Давид себе си се споредува со овца, а на овцата и е потребна безбедност, заштита, храна, вода, грижа и слично. Овцата зависи од пастирот за сите своји потреби. Таа не е грабливец за да може самата да си обезбеди храната. Ако има добар пастир, ќе има и добар живот. Имам еден пријател кој се пресели во Орегон, а низ годините ме слушал често како зборувам за овците за време на проповед. Кога се пресели во Орегон, купи неколку овци и се грижеше за нив. Еден ден, кога бев во таа област каде што тој живее, ме викна на гости и ми ги покажа овците и ми рече: те слушав честопати како ги представуваш овците како нежни и фини животни кои се безпомошни. Сакам да ти кажам искрено дека овците се најтврдоглавите животни кои постојат. Некогаш се однесуваат многу лошо, а и се валкани и миризливи животни. Му реков: мислам дека и ние луѓето сме такви. Нам ни е потребно некој да не води, да се грижи за нас, а Господ го прави тоа за сите кои се надеваат на Него и го следат. Велат дека гладните овци не легнуваат да одмараат и затоа во стиховите кои ги прочитавме, Давид вели дека Господ го води на зелени пасишта. Продолжуваме со читање. Вториот дел од стих 2 вели:
ме води крај тихи води. Овците не пијат вода од брзи извори, од вода која се движи. Тие сакаат да пијат вода само од тивки, односно мирни води и извори. Преку овие зборови Давид сака да каже дека Господ го носи на спокојни места, односно му дава спокој. Тоа ни е потребно нам луѓето. Спокој, духовен мир, кој не зависи од околностите во кои се наоѓаме. Не да бегаме од проблемите и неволите, туку насред тие ситуации да го побараме и добиеме Божиот мир преку вера. Во Евангелие според Матеј, глава 11 стих 28, Господ Исус вели: Дојдете кај мене, сите кои сте уморни, и јас ќе ви дадам мир. Продолжуваме со читање. Сега доаѓаме до вториот дел од псалмот. Стих 3. Ја закрепнува душата моја, ме води по патот на правдата поради името свое. Господ не води по патот на правдата, но дали ние го следиме? Во Евангелие според Јован, глава 10, стихови 25 до 27, тој вели: Моите овци го слушаат мојот глас, јас ги познавам, а тие ме следат. По тоа може да познаеме дали сме негови овци. Неговите овци го слушаат неговиот глас. За жал, денес има многумина кои се нарекуваат христијани, но не го следат Христовиот глас. Таквите се верници на збор, но не и на дело. Стих 4. Кога би тргнал и низ долината на смртната сенка. Сите ние, кога тогаш, ќе тргнеме низ долината на смртната сенка, односно, ќе се соочиме со смртта. Поради гревот кој владее во нашите срца и кој навлезе во светот преку Адам и Ева, смртта е неизбежен дел од животот. За неа слушаме речиси секој ден, а од време на време и на неа помислуваме. Наместо да се обидуваме, постојано да избегнуваме оваа тема во нашите мисли, подобро ќе е да се подготвиме за смртта, односно и за средбата со Создателот. Стих 4, втор дел. Нема да се плашам од злото. Тоа е утехата и храброста која Бог ни ја дава. Овие зборови, нема да се плашам од злото, звучат на вистина добро и прифатливо за секој од нас, но нема да се ослободиме од стравот се додека не станеме свесни за следната реалност. Стих 4. Зашто ти си со мене. Верниците може да бидат сигурни дека Господ е со нив во секое време, дури и кога ќе се соочат со смртта. Продолжуваме со читање. Стих 4. Твојот жезол и твојата палка ме успокојуваат. Жезол и палка. Зашто станува збор во овој дел од стихот? Ова се две нешта кои секој пастир ги имал со себе. Жезолот служи за одбрана од грабливци, а палката служи за насочување и дисциплина на самите овци. Во некој послободен превод, овој стих би звучал вака: Твојата заштита и твојата насока ме успокојуваат. Нам не ни е потребна само заштита, туку и насока и дисциплина. Некогаш ние застрануваме од патот по кој Господ не води и затоа ни треба да не дисциплинира, за да не врати назад по правиот пат. Тоа треба да ни донесе утеха, а не да не растажува, бидејќи е знак дека Господ не сака и не е рамнодушен кон нас. Доаѓаме до последниот дел од псалмот. Стих 5. Си приготвил пред мене маса пред лицето на моите непријатели. Давид покажува дека Господ не само што ќе го заштити од непријателите, туку и ќе го благослови на очиглед на непријателите. Потоа вели: си ја помазал главата моја со масло. Маслото е символ на Светиот Дух. Нам ни е потребно Божјото помазание со Светиот Дух, бидејќи само на тој начин ќе можеме да живееме според неговата волја. Потоа вели: мојата чаша се прелева. Знаете ли што рече Господ Исус во Јован, глава 10, стих 10? Тој вели: јас дојдов за да имаат живот и да го имаат во изобилство. Овој дел од псалмот зборува за изобилството од духовни благослови, кои им се достапни на оние кои го имаат Господ за свој пастир. Господ не ни ветил изобилство од материјални благослови, за нив ни ветил дека ќе имаме доволно, но
дадено ни е ветување за живот во изобилство од духовни благослови. Стих 6. Само добрина и милост ќе ме следат преку сите денови на мојот живот и јас ќе престојувам во домот Господов многу дни. Фразата домот Господов се однесува на присуството Господово. Давид покажува сигурност дека ќе престојува во Господовото присуство многу дни. Мое лично верување е дека тие зборови се однесуваат на вечноста, но во првиот дел од стихот зборува и за Господовата добрина и милост. Тоа е основата за вечниот живот. Господовата добрина и милост. Верниците нема да бидат во небесното царство затоа што заслужиле, туку поради милоста на Спасителот Исус Христос. Со тоа доаѓаме до Псалм 24, каде се зборува за Господ како цар и владетел. Станува збор за прекрасен псалм, но за жал нема да имаме многу време за подлабоко да навлеземе во него. Стихови 1 и 2. Господова е земјата и се што ја исполнува, вселената и оние што живеат во неа, зашто тој ја основа врз мориња и на реки ја утврди. Според некои преданија и верувања, овој дел од псалмот, почетниот, е всушност како рефрен на целата песна. Значи, прво доаѓа рефренот, па потоа следува строфата, па потоа има неколку делови за соло пеење и на крајот завршува со рефрен. Сигурно било неверојатно искуство да се слушаат свештениците во храмот како пеат во хор, како го слават Господа со овие зборови. Патем, во првиот дел од псалмот читаме за тоа како Господ владее над целата вселена, а во вториот дел за неговото доаѓање и владење на земјата. Кога Давид вели дека Господова е земјата, тој всушност сака да каже дека Господ не само што е создател, туку и владетел над се што гледаме околу нас. Во суштина, со светот не владеат левичарските или десничарските политичари, туку Господ. Земјата му припаѓа нему. Во следните два стихови има соло кое гласи: кој може да излезе на гората Господова и кој ќе застане на неговото свето место? Оној чии раце се невини и чие срце е чисто, кој не си ја продава душата своја на лажни работи и не се заколнува лажно. Што се однесува до мене, јас не ги исполнувам овие услови. Чисто срце? Кој има чисто срце? Никој од нас, но можеме да пребиваме во Господовото присуство поради Христос и верата во Него. Стихови 5 до 10. Тој ќе добие благослов од Господ и награда од Бога, својот Спасител. Таков е родот на оние што го бараат Него, кои го бараат Бог Јаковов. Подигнете ги порти главите своји, бидете подигнати вие, вечни врати, за да влезе царот на славата. Кој е тој цар на славата? Крепкиот и силниот Господ, силниот во војна Господ. Подигнете ги порти главите своји, бидете подготвени вие вечни врати, за да влезе царот на славата. Кој е царот на славата? Господ над војските, тој е цар на славата. Размислете барем за момент за овие стихови. Дали сте подготвени за Господовото доаѓање? Тука ќе го завршиме денешното проучување. До следното, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.